Да. Как ви се цените годинава во поглед на економската криза која што го запати светот, нели кај на себе подоцна се почувствува? Дали тоа влијаеше на вашата работа и дали ќе влија и на цените? Како ќе се однесува тука? Па искрено не влијае многу. Дополнително што грците како народ имаат една филозофија, значи за жал држат цврсто до себе и до своите ставови, и тие и покрај економската криза немаат намера ниту пак ги намалија цените. Но како и да е, ние пробуваме да го балансираме сето тоа, да одиме, како што веќе спомнав, на некој можеби помал профит, но да земеме поголем капацитет на сместувачки објекти, за да можеме да постигнеме едно ниво кое што сме го постигнувале минатите години. Искрено, минатата година не влијаеше многу врз нашите граѓани. Се надевам дека и оваа година нема да има голем проблем за патување, бидејќи на крајот на криштата и нашите аранжмани се со доста прифатливи цени, цените не се многу високи. Така да чекуваме повторно дека ќе има интерес. Што мислите за Македонија како туристичка дестинација? Што имаме за да се пофалиме, а што се ни фали? Па вака, можеме да се пофалиме со се што е една природно, културно наше наследство и богатство. Тоа нешто не ни недостига, напротив го имаме во изобилие и Македонија искрено е толку мала, но прекрасна земја. И иако толку мала има многу езера, планини и слично. Има исклучително многу потенцијал за развивање на пред се ми се чини според мене алтернативен туризам. Не толку масовен летен и зимски, колку алтернативен туризам во било која форма. Но повторно тука доаѓаме до еден момент, се судруваме со она што нас ни недостасува како организација. Значи пред се тука мислам на според мене неприфатливо високите цени на сместувачките објекти, капацитети во Македонија. Пред се мислам на Охрид. Тоа е едната работа. Втора работа е тоа што ниту од Скопје за надвор, ниту пак од надвор за Скопје имаме директни летови од повеќе големи европски градови, како Париз, Лондон, Берлин и слично. Од таа причина ми се чини, поради неконкурентноста, се извинувам, на авиокомпаниите цените се исклучително многу високи. Да не зборувам после за инфраструктурата, за она кој ќе, ајде за автобуските тури да кажеме, не знам, од Скопје до Гевгелија немаме ниту една попатна станица каде луѓе може да застанат да се напијат кафе или додат до тоалет. Така да доцним исто така со заедничката кампања. Тука и дел како туристички работник превземам одговорност и вина за тоа што досега искрено или доцниме со кампања за промоција или пак воопшто ја немаме. Така да, знаете, едно лето се планира, сега е веќе доцна, ми се чини и за лето 2011, камоли да зборуваме за лето 2010. Така да мислам дека во иднина со една подобра стратегија, со подобра организираност помеѓу професионалците во туризмот и владата, државата како институција, тогаш мислам дека можеме да постигнеме поголем успех и да промовираме Македонија подобро некаде на страна. Во овој бизнис конкуренцијата е на високо ниво. Честопати таа конкуренција е крајно нелојална, па дури и противзаконска. Дали ова го чувствува и Гоана Турс и што мисли за законската регулатива која владее кај нас по ова прашање? Промени мислам дека не треба. Се што треба е малку поригорозно да се приде кон работите. Значи, ние како туристички работници од фелата буквално апелираме на почести контроли. Нешто не би сакале да ги има, напротив, ние сакаме почести контроли, бидејќи оние агенции кои што ги исполнуваат условите за работа, кои што имаат А лиценци од Министерството за економија на Република Македонија, не само што ги исполнуваат условите, туку вложуваат исклучително големи средства во кампања и за Македонија и за нивните производи. Без разлика дали е тоа оној outgoing туризам, кога нели ние продаваме на нашите граѓани аранжмани во странство. И ќе кажам уште еднаш, конкуренцијата, фер и коректна, секогаш е добре дојдена и секогаш е поздравувам. Нелојална конкуренција и некоректна конкуренција е она што сите нас не убива. Така да буквално апелираме на поредовни, на почести контроли. Еве, доаѓа лето, да не ни се случува повторно да се појавуваат инстант агенции или канцелари, кои што ќе траат 3 месеца во текот на летната сезона и ќе ни направат и нас поместување на пазарот и проблеми. Знаете, еден лош лекар, сите лоши лекари. Една лоша туристичка агенција, сите ќе бидеме лоши во очите на јавноста. И тоа е разбирливо. За крај дознаваме како ќе работи Гоана Турс во иднина и како ќе се развива. Како планирате да се развивате? Понатаму се рековте сте млад менаџер, ја следивте оваа работа, каде е Гоана Турс во вашата перспектива иднина? Па така, добро, ние размислуваме пред се како што кажав, значи маркетиншки да ја
појачаме, да направиме едно име од Игуана Турс препознатливо барем на нашиот пазар. Секако работиме на тоа, рекламирајќи се и на телевизија и на интернет медиумите, на по-алтернативни медиуми, бидејќи според мене лично иднината е токму во интернетот. Во овие тешки моменти, искрено, посебна, подолг план за развивање на нашата компанија, за жал немаме. Едноставно е буквално во овие моменти многу тешко да се преживее со целата ситуација таква каква што е. Од таа причина не дека немаме, да кажам, генерално планови, но доаѓаат самите по себе, се развива само по себе. Ние го зголемуваме и бројот на вработени, значи на наши колеги, така да предпоставувам со тоа што сме едноставно фер, коректни, искрени кон нашите странки и партнери е најдобриот план и програма за развој на една туристичка агенција, но воопшто на една фирма во државата. Ние стоиме на тој, се држиме на тој курс дека секогаш сме коректни и искрени кон нашите странки кои што ги гледаме како своји партнери. Мислам дека тоа е најдобрата стратегија за развој на една фирма и во овој случај туристичка агенција.